утрешниот надпревар, како што знаете, е еден од побитните надпревари во првата полусезона за нашиот тим. Екипата на Албес има 4 победи без пораз, исто и ние имаме 3 победи со едно слободно коло, па ова ќе биде надпревар кој ќе одлучи кој е подобар од двете екипи. Кои се квалитетите на Албес, гостинскиот тим, а кои на Мегабаскет, ако се споредат двата тима? Па јас мислам дека нашиот тим има многу поголеми квалитети и поголема шанса за победа на утрешниот надпревар. Како што знаете, ние имаме некој минато со Албес и овој надпревар е многу битен за нашата екипа, за играчите на Мегабаскет. Кои се предностите на Мегабаскет? Па нашиот тим е поискусен од екипата на Албес. Тие поголем дел од играчите се 2001, 2003 до 2006 годиште, а кај нас имаме и неколку играчи, вклучувајќи ме и мене, што сме повозрасни од нивната екипа и поискусни. Како ги коментирате, како гледате нови резултати до сегашни СНВ? Тие имаат 4 победи, вие 3, бидејќи бевте слободни во последново коло. Дали ова е очекувано? Од наша страна е очекувано со оглед на тренингот и на подготвеноста на нашата екипа, а за екипата на Албес не можам да кажам со сигурност. Со оглед на неколку надпревари кои што имаме гледано каде што игра Албес, мислам дека ќе го добиеме овој надпревар и дека сме поквалитетни. Пред малку нешто сакавте да кажете во врска со минатото првенство, тие случувања, а беа поврзани со екипава на Албес. Дали тоа можеби е потикнувачки некој елемент да се даде се од себе да го совладат овој противник? Тоа е голем поттик за играчите од Мегабаскет, како што знаете, во минатата сезона бевме дисквалификувани. Пријавата беше поднесена од страна на тренерот на Албес. Имаме некои нерешени сметки во оваа сезона. Дали тоа значи дека и публиката треба да дојде во поголем број, да се мотивира и да ве поддржи? Да, ги повикувам сите кои што се слободни утре во сабота во 19:30 да дојдат да ја бодрат екипата на Мегабаскет. Што мислите, што би било одлучувачко на овој дерби надпревар? Одлучувачко би била одбраната. Јас мислам дека таа екипа што ќе изигра подобра одбрана ќе го добие надпреварот. И на крајот да ни кажете во врска со играчкиот кадар, дали сметате на сите играчи од тимот на Мегабаскет? Моментално скоро сите играчи се слободни за да играат, само имаме еден играч Виктор Стојчевски кој што има повреда на раката. Но се надеваме дека во следните 2 или 3 недели ќе се врати на терените. Кој би бил алтернативата на неговата позиција? На негова позиција Давид Настески, Михаил Костовски и Кристијан Домлески.